Владата на Република Македонија на вчерашната 36-та седница донесе заклучок да му предложи на Собранието на Република Македонија зајавен обвинител да го именува Љубомир Јовески, актуелен член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија, одлука која ја донесе врз основа на позитивното мислење од Советот на јавни обвинители. Љубомир Јовески исто така е член на Советот на јавни обвинители на Република Македонија, има долгогодишно искуство, професионалец, независен кандидат. Владата смета дека е личност која има капацитет целосно да ја врати довербата на граѓаните во институцијата јавен обвинител. Владата ја разгледа и усвои информацијата за спроведување на пошумувањето на површините предвидени за акцијата Ден на дрвото засадија својата иднина за есенскиот дел во 2017 година, со динамика и акцијски план за реализација на истата и донесе одлука за престанок на истата. Истовремено, владата го задолжи јавното предпријатие Македонски шуми да достави сеопфатна информација за ефектите и резултатите од оваа акција. Идните активности за пошумување ќе се реализираат со одобрена предлог програма за проширена репродукција на шумите на јавното предпријатие за стопанисување со државните шуми Македонски шуми. На седницата владата исто така ја разгледа и го задолжи јавното предпријатие Македонски шуми да достави сеопфатна информација за ефектите и резултатите од акцијата Денот на дрвото во изминативе години. Тоа што исто така е многу важно, дека се донесе и одлука за престанок на оваа акција и војните активности за пошумување да бидат реализирани со одобрена предлог програма за проширена репродукција на шумите на јавното предпријатие за стопанисување со државни шуми Македонски шуми, што не значи дека граѓанскиот сектор ќе биде заборавен. Тоа што е важно од досегашните информации кои што ги имавме пред да се донесе таа сеопфатна одлука е дека во минатото биле посадени 35 милиони садници, а процентот на успешност бил од 0 до 15% на 13.000 хектари низ Република Македонија. На седницата владата беше информирана за напредокот на проектот реконструкција на казнено-поправните установи во Република Македонија и за изградба на притворско одделение со придружни објекти и судница во казнено-поправната установа. Меѓу другото, владата на 36-та седница заклучи Министерството за внатрешни работи во рамките на договорот со Друштвото за производство на производи со посебна намена 11 октомври Еврокомпозит АД Прилеп во државна сопственост да го реализира заклучокот од 32-та седница во делот на информацијата за изнаоѓање на решение за состојбата во ова друштво. При тоа владата донесе одлука Министерството за внатрешни работи да префрли финансиски средства во висина од 10 милиони денари на сметка на друштвото со цел исплата на една плата на вработените и за набавка на репроматеријали за да продолжи работењето на фабриката. На предлог на Министерството за информатичко општество и администрација, владата го прифати предлог законот за изменување и дополнување на законот за административни службеници, со кој во голема мера се упростуваат постапките за напредување и усовршување на вработените во државната администрација. На седницата владата го усвои и заклучокот во врска со годишниот извештај на народниот правобранител Иџет Мемети за состојбите со човековите права во Македонија во 2016 година, кој е доставен до Собранието на Република Македонија. Во заклучокот владата се обврзува посветено да работи на унапредување на состојбите со човековите права во интерес на сите граѓани на Република Македонија и по доставените препораки од народниот правобранител, владата ќе преземе активности за нивно спроведување согласно законот за народен правобранител на Република Македонија. На последната седница владата ги разгледа и извештаите за работата на повеќе јавни предпријатија и други друштва и компании во државна сопственост.